Сонја Даниловска, оделенски наставник во Основното општинско училиште Никола Карев, со нејзиниот образовен филм Учење низ игра го освои второто високо место во категоријата образовен филм на меѓународниот фестивал на детско ликовно, литературно, драмско и филмско творештво, кој што се одржа во соседна Србија. Во организација на Сдруженијето Креативна чаролија на овој меѓународен фестивал за креативни наставници, Даниловска ја представи нашата општина во едно навистина убаво светло. Учествувавме со наш снимен час, што претходно го имавме снимано. Частот беше да се покаже како се учи низ игра. Јас тоа го направив, го снимив, го измонтирав и го пратив. Влеговме во финале и бевме поканети да присуствуваме на меѓународната смотра за креативно творештво во Мионица во Република Србија. За тоа што се може да се види во наградениот филм на Даниловска, како и за тоа колку учениците можат навистина да научат низ игра, таа реч. Самата тема на часот што требаше да се снима беше учење низ игра. Играта е нешто најубаво. Децата преку играта се чувствуваат слободно, се чувствуваат помотивирани, послободни да се изразат во прикажувањето на она што го знаат. Кај мене беше во часот да прикажеме она што сме го научиле претходно за домашните и за дивите животни преку најразлични игри. И сега овде вие знаете дека ние во училницата имаме и смарт табла, тоа се оние најпаметните табли, меѓутоа јас сакав да покажам и еден друг вид на играње. Овде може да си играме на смарт таблата колку сакаме, меѓутоа не е се во технологијата, убава децата да ги почувствуваат и оние игри што веќе се заборавени, па така овде во часот имавме една игра кибритче, ќе видите во часот, имавме и игра со компјутери, значи да и технологијата, меѓутоа и она вистинската игра во која што децата го покажуваат сето она што го знаат најслободно и спонтано како што си самите дечиња. За конкуренцијата на меѓународниот фестивал во Мионица, креативната Даниловска имаше само пофални зборови. Беа прикажани сите филмови, мислам дека на конкурсот стигнале некаде над 20 филма од повеќе земји. Морам да нагласам дека надпреварот беше меѓународен, имаше во другите конкурси имаше дури дечиња од Малезија, дури од Филипините, од сите земји овде на Балканот во нашиот регион. И навистина беше еден голем меѓународна смотра, меѓународен фестивал. Сите филмови беа прикажани и потоа одлучуваше стручно жири кој беше составено од едниот член беше од Радио телевизија Србија, едниот член беше заменик министерот за образование во Србија и другиот член беше, мислам, педагошки советник од таму од Република Србија. Искуството со моето учество на овој меѓународен фестивал е навистина големо, вели во својата изјава за телевизија Протел Даниловска. Јас добив 2 награди. Едната награда е од жирито, меѓутоа другата награда ми е што имав можност да запознам такви луѓе, да се зближам со едни луѓе кои што не сум ги познавала, меѓутоа сега веќе ми се добри пријатели. И верувајте, тоа е многу големо богатство, да стекнеш искуство со колеги од други земји, па и од другите градови овде во мојата земја. И после ден-два од враќањето на Даниловска од фестивалот се уште може да се забележи нејзината возбуда. За високото признание преблагодарна е пред се на своите ученици. Јас да можев ки ги водев и нив, меѓутоа патот е многу долг и тоа ќе беше преголем терет за нив. Меѓутоа кога се вратив, тие веќе виделе, и кога се вратив, тие со толку голема радост ме чека. Секој дете сакаше да го допре пехарот, да види како изгледа, па ме прашува и ме објаснува како сме поминале, што многу сме радосни. Сите, бидејќи јас со нив сум тоа што сум. Креативноста на овој наставник од 4-то оделение од Основното општинско училиште Никола Карев не застанува овде. Неколку литературни творби од низините ученици веќе се испратени на распишаниот конкурс во соседна Србија, од каде што исто така се надева да пристигнат убави вести. Инаку наградениот образовен филм на Сонја Даниловска, снимен со низините ученици, ќе можете да го погледате кон крајот на вестите.